Dobar den, другарче. Јас сум воспитувач Цанка Дисанска од градинката Рада Поцева од Кавадарци. Поради нашата состојба во целата држава, ние сепак не ве заборавивме вас и мислиме многу на вас. Ни не достигате, па затоа решивме со овие наши теми да ви го разубавиме денот. Па јас затоа спремав за вас една многу убава приказна за едно ветре развигорче. Зимата наметната со нејстиното кожувче ги напуштила градовите и селата и заминала некаде далеку, далеку накај планините. Од јужната страна полека се почувствувал здив на пролетното ветре развигорче. Развигорчето полека тргнало кон шумата, кога видело дека снежната покривка ја нема. Весело почнало да игра и да се радува околу дрвјата. И наеднаш извикало: "Ајде, разбудете се! Зимата си замина! Време е да ги пуштите пупките и да ја развеселите целата природа!" Весело, весело дечиња дувало, дувало. Тргнало, се радувало и ги разбудило сите дрвја во шумата. Продолжила да дува и отишла кај пештерата на мечката. Дечиња, дали ние се плашиме од мечката? Да! Ајде да видиме каде била баба Меца. Па дечиња, мечката во зима е во длабок сон, а развигорчето како дувало околу неа почнало да ја гали и да ја разбудува. Ајде, Мецана, стани! Зимата си замина, пролета е веќе тука. Разбуди се, разбуди се! А деца мечката слушна. Остави ме, развигорче, да поспијам уште малку. Многу, многу ми се спие, па уште е рано. Ајде, доста беше спиење. Станувај, пролета е веќе тука. И таа те вика. Помирисај ја тревата, почувствувај го мирисот на пролетта. Се колку е убаво. Мечката полека се разбудила и видела како таму се радуваат и срнчињата и верверичките. Колку е убаво во пролет, се е веќе будно. Развигорчето задоволно заминало и се скрило во грамушките, малку да се одмори. Тоа било престречно, затоа што ги разбудило сите и ја разнесило веста дека пролетта е тука, дечиња. Развигорчето продолжило да дува и неговиот топол здив
го почувствувале сите животинки во шумата. Се појавиле црничките и почнале да се радуваат, бидејќи ја почувствувале пролетта. Верверичките излегуваат од нивните дупки и почнуваат да скокаат од гранка на гранка. Исто така, дечиња и зајачињата го почувствувале мирисот на природата и истрчале од ширинката во шумата. Кога развигорчето видело дека ги разбудило сите во шумата, продолжило да дува кон ливадата. И таа го почувствувала мирисот на пролета и почнала да се буди. Полека почнала да се буди. Неуморно, развигорчето продолжило да дува и да ја носи веста дека пролетта е тука. Дошло на ливадата и почнало да им шепти и да ги носи и да ги буди цвечињата. Ајде, цвеченца, станувајте! Разубавете ја ливадата. Тревата веќе е разеленета. Пролетта е тука. Недостасуваат вашите убави мириси и бои. Доста беше криење и спиење од студот. Веќе треба да се појавите. Цвечињата, дечиња го почувствуваат топлиот стив и развигорчето и почна полека да се будат. Од ливадата развигорчето се упатило по дворот на градинката. Таму имало многу дечиња и така да развигорчето било многу среќно што си играле. Ама тие не знаеле дека бидејќи е многу топло и дека развигорчето почнува да ги буди. Развигорчето нечујно почнало да ги гали по лицето и да ги милува нивните коси. Едно од нив радосно извикало: Јас го чувствувам мирисот на пролетта. Дали, дечиња, и вие? Па да, нешто и нас не гали по лицето. Па тоа е ветерот развигор, што ја најавува пролетта. И сите деца почнале да викаат и да се радуваат. Пролетта е тука! Пролетта е тука! Ајде да одиме во шумичката, да потрчаме по зелената травичка. Со нив заедно трчало и развигорчето. Сите заедно истрчале во шумичката. Дечиња, јас мислам дека приказната за развигорчето беше многу убава. Што викате вие? Да, дечиња. Сега сакам заеднички да испееме една песничка. Знам дека ви е позната на многу од вас, ама да се подсетеме. Дувна ветре развигорче. Дувна ветре развигорче, нишна гранче над изворче. Дувна ветре развигорче, нишна гранче над изворче. Ветре гора, разелени Стоја бора, дувна ветре, ги гора,
Ете, дечиња, тоа ни беше песничката за ветрето развигорче. Дали беше, дечиња, убава? Да, многу. И мене, дечиња, многу ми беше убава. Многу ми се допадна. А сега, можеме ли да се вратиме малце назад на приказната за развигорчето? Да ве прашам неколку прашања. Другарчиња, дали знаете кој дошол во шумата? Да, точно, дечиња. Ветрето развигорче. А зошто дошло, дечиња, развигорчето во шумата? Така е, дечиња, за да ја разбуди природата. А дали вие, дечиња, го почувствувавте ветрето развигорче да ве гали по вашето лице? Да, така е, дечиња, и јас почувствував. И мене ме галеше ветрето развигорче по моето лице. А дали знаеме што ни најави развигорчето? Да, дечиња, пролета ни ја најави. Браво, дечиња, браво за вас. Јас мислам дека со оваа приказна научивме многу и затоа се надевам дека овакви средби ќе имаме многу. Затоа, довидување, па се гледаме во некое наредно видување. Чао, чао, дечиња, чао!